вас Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден. Во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Топло-ладно ситуација околу Ормудскиот теснец. Иранците го отворија, но откако американците останаа, повторно го затворија. Авиосообраќајот во голема криза поради војната на Блискиот Исток. Во Македонија забележан раст од 30%. СДСМ поднесе интерпелација за министерот Трипуновски поради бројни скандали во земјоделието. За Трипуновски, Љупчо Николовски е нелегитимен во СДСМ, а рейтингот на партијата го пробили дното. Нов обид на бугарите да формираат стабилна влада на 8 поред парламентарни избори за 5 години. Апсолутен фаворит е партијата на екс-председателот Румен Радев, но недоволно самиот да формира влада. Загадувачите на воздухот во Скопје ќе се најдат во дигитален регистар со податоци за емисиите, отпадот и користењето ресурси. Алармантен е недостатокот на медицински сестри во одделите за анестезија и интензивна нега, каде се згрижуваат најкритичните пациенти. Од Сителовите репортери на теренот, Мартин Арсов за вонредната седница на владата посветена на одлуки поврзани со цената на нафтените деривати. Владата одржа вонредна седница на која се донесени одлуки поврзани со цената на нафтените деривати. Дали горивата поскапуваат или поевтинуваат, во живо го прашувам Мартин Арсов. Така, Тино, како што каже ти, владата денеска одржа вонредна седница, донесени се одлуки и за акцизите и за ДДВ-то на горивата. Во однос на акцизите, владата донесе одлука да се продолжи мерката за нивно намалување за 4 денари на дизелот и 2 денари на бензините. Ова важи за бензините и БС 95 и за 98 октанскиот. Оваа мерка е продолжена до 4 мај, а донесена е одлука и за ДДВ-то на горивата, односно онаа повластена стапка од 10% останува само за бензините, додека пак ДДВ-то на дизелот се враќа на редовната стапка од 18%. Во соопштението испратено доцна попладнево од владата, меѓу другото се вели: имајќи ги предвид стабилизацијските ефекти од досегашните мерки и тековните движења на цените, владата донесе одлука за измена на одлуката за примена на повластена даночна стапка на додадена вредност. Согласно оваа измена, повластената стапка од 10% ќе продолжи да се применува за бензините, додека за останатите производи се врши враќање на редовната стапка од 18%, стои меѓу другото во соопштението испратено од владината прес-служба. Важно е да се напомене дека и покрај враќањето на стапката на ДДВ од 18% на дизелот, од владата пресметале дека регулаторната комисија за енергетика во понеделник на својата редовна седница ќе донесе одлука за намалување на цените на сите нафтени деривати во просек за денар и пол. Инаку, Тино, на самиот крај да посетиме дека во сила, барем за сега до крајот на април, останува и оној попуст кој што го добиваат од најголемиот добавувач, најголемиот дел од бензинските пумпи, и тој изнесува 2 денари за бензините и 3 денари за дизелот. Тино? Мартин Арсов. Опозицијата и власта повторно не се согласија околу владините антикризни мерки и трошоците за живот. За СДСМ животот никогаш не бил поскап. За ВМРО ДПМН сите негативни рекорди во економијата доаѓаат во време кога СДСМ биле на власт во Македонија. Животот станува се поскап, граѓаните осиромашуваат, а владата не превзема ништо, обвинува опозицијската СДСМ на пресконференција утрово. Скапите цени на храната и на основните производи секој деневно ги празнат џебовите на граѓаните. Последните податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека зеленчукот е поскапен за над 38%, овошјето за над 10%, а продажните цени во земјоделството за 23%. Веќе 2 месеца се покачени и цените на месото, зејтинот, јајцата. Ова, почитувани, не се обични бројки, туку секојдневие на граѓаните со празни фрижидери и празни џебови. Сите негативни рекорди во економијата доаѓаат во време кога СДСМ биле на власт, врати владеачката ВМРО ДПМН. Цените на горива во најголемата криза во историјата денес, поголема од оние 2 кризи во 70-тите и во 2022 година, цената е околу 1,5 евра или 90 денари. Да се подсетиме, во 2022 година цената на горивата беше 110 денари. Платите во јавниот сектор секаде се зголемени со план до 2028 година
за 40 до 60%. Пензиите за година и пол власт на ВМРО-ДПМН се зголемени линеарно за 7.000 денари. Секоја година враќаме долгови во просек од околу 2 милиарди евра. Ако граѓаните сметаат дека СДС воделе добри економски политики, ќе им ја дадеа довербата на нив, а не на нас. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, годишната стапка на инфлација во март достигна 4,9%. За еден месец трошоците за живот скокнале за 0,7%. Александар Спасовски, Сител телевизија. СДСМ ќе поднесе интерпелација за министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Цветан Трипуновски. Од партијата наведуваат дека причина за тоа се бројните скандали што го тресат земјоделието. Трипуновски пак возврати дека поднесената интерпелација од Љупчо Николовски е толку нелегитимна колку што е и тој нелегитимен во СДСМ. Министерот вели рейтингот на опозицијската партија паѓа толку ниско што го пробива дното. Пратеничката група на СДСМ поднесе интерпелација за актуелниот министер за земјоделие Цветан Трипуновски. Со потписи од сите нивни пратеници го обвинуваат за бројни коруптивни скандали и штетни политики кои го довеле секторот до колапс. Поранешниот министер за земјоделие, сега пратеник Љупчо Николовски, вели од кога Трипуновски е на функција, земјоделците немаат доволно поддршка, мерките се укинуваат, а намалени се субвенциите, таа дополнително се вршат и притисоци. Наместо да се креират нови програми, како што сето тоа го правевме претходно. За овие 2 години Трипуновски земјоделството го доведе до колапс. Од незнаење, неспособност, од злоба и со закани и притисоци. Кратеше на сите страни, од сите програми и од сите мерки. Не само што се кратеше, туку цели мерки и програми на земјоделците се укинати или суспендирани. ВМРО и Трипуновски го претворија министерството во своја приватна фирма за бизнис и партиски интереси. Трипуновски ја отврла како нелегитимна и беззначајна поднесената интерпелација, а рейтингот на опозицијската партија паѓа толку ниско што го пробива дното. Политички не постоиш, а партијата во која си само обичен инвентар полека ја снемува. Рейтингот ви паѓа толку ниско што го пробивте секое дно. Интерпелацијата за мене што си ја поднел е толку нелегитимна, како што ти си нелегитимен во СДС. Интерпелацијата ќе биде исто толку неуспешна, како твојот мандат како министер за земјоделство и како антикорупционер. Толку беззначајна како што ти беше беззначајна и твојата заплена на дури 30 килограми путер. Освен утврдување на политичка одговорност, СДСМ најавува дека ќе бара и кривична одговорност за актуелниот министер. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Нов обид на бугарите да формираат стабилна влада на 8 поред парламентарни избори за 5 години. Абсолютен фаворит е партијата на екс-председателот Румен Радев, но недоволно самиот да формира влада. Загадувачите на воздухот во Скопје ќе се најдат во дигитален регистар со податоци за емисиите, отпадот и користењето ресурси. Кој ќе победи на изборите во Бугарија и со кого би формирал влада? Како ќе се одрази на односите со Македонија? Ќе има ли политички фактор со кој може да се разговара за да се откочат евроинтеграциите? Нова влада поблиску до Москва или Брисел? Анализа во тема на денот со екс-амбасадорот во Софија Маријан Ѓорчев. Загадувачите на амбиенталниот воздух во Скопје ќе бидат наведени во дигитален регистар, односно дигитална платформа на Министерството за животна средина. Во него јавно ќе се објават податоци за емисиите, отпадот и користењето ресурси. Поради јавноста на платформата ќе се изврши притисок за почитување на стандардите. Дигитален регистар на загадувачи за почисто Скопје. Првиот човек во Министерството за животна средина ќе лансира дигитална платформа за да се зголеми транспарентноста и одговорноста. Хоџа за Сител вели дека преку систематското собирање и јавното објавување на податоци за емисиите, отпадот и користењето ресурси, регистарот ќе обезбеди сигурни и споредливи информации и ќе создаде конструктивен притисок за почитување на стандардите. Дигиталниот регистар на загадувачи во суштина е јавна платформа која ќе објавува сите извештаи и анализи во прва фаза наменет за сите тие што поседуваат интегрирана еколошка дозвола,
односно индустријата, иако овој опфат ќе се прошири. Овој регистар опфаќа се што се генерира во производство на вода, воздух, почва, како и количини на генериран отпад. Не би сакал да шпекулирам временска рамка, бидејќи изработката на регистарот не е само техничка. Таа опфаќа и законски измени на кои ние како Министерство за животна средина и просторно планирање активно работиме. Кој не го почитува законот ќе се плати вртоглави казни. Од почетокот на годината, заклучно со март, инспекторатот казнил 5 фирми кои не работеле според правилата. Тие ќе се олеснат за 414.000 евра, а нивните собственици со 21.000 евра. По низата протести на граѓаните за дислокација на УСИЕ, Министерството најави јавна расправа за новата дозвола на цементарницата, а веќе се организираат средби со операторите со интегрирана дозвола за побрза адаптација на новите правила. Се подготвува и новиот закон на индустријски емисии, кој стапува на сила во 2027 година. Тој предвидува построги казнени критериуми за добивање на највисоките еколошки дозволи, но и поголеми парични казни за сите кои не го почитуваат законот. Во меѓувреме започна процесот на одгасување на Вардариште. Мапирани се 22 точки, односно бунери за сопирање на отпадните гасови, кои што 100 години се таложеа на ова место. Крајната цел е Вардариште да прерасне во мегапарк. Гавриела Лескова, Сител телевизија. Алармантен недостаток од медицински сестри во одделите за анестезија и интензивна нега, каде се згрижуваат најкритичните пациенти. Актуелната бројка е 4 до 5 пациенти на една сестра, а потребен е сооднос 1 на 1. Причина за недостатокот е нивно заминување од јавното здравство поради тоа што не е ценет нивниот труд. Без соодветна плата и услови за работа. Алармантно е намален бројот на медицински сестри во одделите за анестезија и интензивно лекување. Од Сдруженијето што ги обединува овие здравствени работници вела дека е крајно време да биде вклучено црвеното светло и надлежните да бараат решение. Се грижат за најкритичните болни. Обврските се сериозни, а работа далеку од пропишаните стандарди. Една сестра на еден пациент. Еден пациент, една медицинска сестра. Кај нас реално во оваа ситуација сега имаме 4 до 5 пациенти на една сестра. Значи тоа е загрижувачки и алармантно, оптеретеноста е голема, тоа се пациенти кои што се по 24 часовен мониторинг и мора да изнајдеме решение да имаме повеќе сестри и при тоа тие треба да бидат едуцирани, образовани и морам да напоменам дека сестрите во интензивна анестезија мора да имаат и специализација за својата стручност. Како Сдружение вела дека постојано алармираат за состојбата со недостаток на медицински сестри во одделите за анестезија и интензивно лекување. Но додека чекаат решение, постојано има одлив на овој кадар кој не само што ја напушта установата, туку и државата. Се помалку се вреднувани, се помалку се платени и премногу преоптеретени. Тие наоѓаат веќе друг начин да се посветат, односно својата кариера веќе да се насочат во земјите во странство. Медицинските сестри имаат можност за објавување на научни трудови за да бидат сериозно препознаени во светот и соодветно вреднувани. За ова дискутираа и на третиот конгрес на сестри на анестезија, реанимација и интензивна нега. Вчера и денес теми на дискусија се нивната одговорност како здравствени работници во многу сегменти, меѓу кои третманот со големиот број повредени од трагедијата во Кочани. Сања Димитровска, Сител телевизија. А недостатокот од кадар, но и од соодветни институции е проблем за решавање на проблемите на пациентите со деменција, чиј број е во пораст. Недостасуваат соодветни институции и обучен кадар за згрижување на лицата со деменција. Во услови кога се повеќе стари лица живеат сами, а овие болести земаат се повеќе замав, треба барем да се формираат повеќе дневни триажни патронажни сервиси. Ми фалат, значи прво институции, установи. Дали тие установи ќе бидат за тотално згрижување или ќе бидат дневни центри,
каде што луѓето ќе имаат некои активности, каде додека се роднините на работа ќе можат да се згрижат, каде што ќе има терапеути кои што ќе се обучени затоа што постои нели реминисцентна терапија, каде што пациентите низ фотографии, низ слики, низ настани го освежуваат својата меморија на некој начин, се обидуваме да вратиме нешто од меморијата или да пробудиме некој интерес. Терапија со музика, така со некои активности, мануелни терапија. Немаме таков кадар се уште обучено кај нас, немаме такви институции се уште кај нас, се спаѓа на приватните домови. Деменцијата е претежно болест на старата популација и во 85% од случаите се јавува на 65 годишна возраст. Значи, тоа е претежно болест на старата популација. Имаме и деменција, имаме и неколку случаеви Охрид, така имаме 10 на 20 случаеви кои се под 65 годишна возраст. Тоа се работи веќе за рана деменција, која е една друга етиологија, друга симптоматологија, така да многу порано се случува, многу побрза прогресија има, многу побрзо осиромашување и за таа деменција, да кажам, се уште се испитува. Деменцијата со Алцхаймеровата болест како најчеста форма е чума на 21. век. Во светот на секои 3 секунди се диагностицира нов пациент. Податоците од 2020 година на светско ниво говорат дека 55 милиони жители се регистрирани на годишно ниво во светот од Алцхаймер. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Еден донор може да спаси 8 животи. Со овој наслов во Кавадарци се одржа јавна трибина за значењето на органот донаторството и подигањето на свесноста кај граѓаните од важноста за трансплантацијата. Во државата има околу 200 пациенти кои чекаат органи, а од нив најмногу за во Брезите. Ние имаме успешна приказна, која провојуваше низ овие години. Треба да ја продолжиме. Како ние постарите, така и помладите, треба да ја продолжат оваа успешна приказна. Ни фалат органи и затоа сме тука да ја поттикнеме свеста кај граѓаните од Македонија да органите се даруваат. Нема поголем чин на човеколюбие од органодарителството. Бројката на пациенти со потреба од бубрежна трансплантација е некаде околу 100 активни пациенти и некаде околу 100 пациенти кои што имаат потреба за дополнителни испитувања. Да се трудиме да го приближиме органодарителството до сите луѓе и да одиме од град во град да објаснуваме на младите, на публиката, на сите категории од населението да ја сватат важноста за орган донорство. Со средства од унгарскиот кредит ќе се конзервира и реставрира фреско живописот на црквата во село Мокрино. Станува збор за едно од најстарите и најзначајните духовни и културни обележја во Струмичкиот регион, изградено во 1870 година. Според најавите, реставрацијата и конзервацијата на целиот фреско живопис треба да заврши во рок од 6 месеци. Со средства од унгарскиот кредит ќе се реставрира и конзервира фреско живописот во црквата во селото Мокрино во општина Ново село. Проектот чини над 2 милиони денари, а во неговата реализација ќе бидат вклучени стручни лица од Завод и музеј Струмица, како и Националниот конзерваторски центар од Скопје. Според министерот за култура и туризам Зоран Љутков, која посети црквата, станува збор за едно од најстарите и најзначајни духовни и културни обележја во Струмичкиот регион, изградено во 1870 година. Факт е дека во минатото многу често се зборуваше за културното наследство, но многу малку се работеше. Денес, наместо празни ветувања, имаме еве веќе конкретен проект, јасен план и веќе обезбедени средства. Овој проект представува значаен чекор во зачувувањето и афирмација на културното наследство во општина Ново село и затоа ќе продолжиме и со посветена работа и со инвестиции во културата, бидејќи наша обврска е да се грижиме за културното наследство и да го зачуваме она што е вредно и за нас и за идните генерации. Од општина Ново село вела дека објектот има посебно место во традицијата и историјата на регионот. Со овој проект конечно ќе бидат обновени фреските кои биле оштетени за време на Првата светска војна. Воедно посочуваат дека ова е само почеток на активностите за заштита и унапредување на духовното и културното наследство во општината. Сметам дека со овој проект, со оваа поддршка која што ја дава и владата на Република Македонија и Министерството за култура, сите православни верници при посетувањето на овој православен храм ќе можат да уживаат во
во убавите фрески повторно, ќе се врати живописот во оваа наша преубава црква и еден многу важен проект кој што е поддржан од владата и министерството. И од тука продолжуваме и со црквата Свети Ѓорги во Новосело. Според најавите, реставрацијата и конзервацијата на целиот фреско живопис треба да завршат во рок од 6 месеци. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Учеството на жените во политиката и креирањето на одлуки е важно во процесот на интеграција и проширување на европското семејство. Но жените треба да бидат и на лидерски позиции. Затоа важно е унапредување на женското лидерство, заклучија учесничките на меѓународниот настан во Организација на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН и Фондацијата Конрад Аденауер. Овие денови фокусот на оваа конференција всушност ќе биде на женското лидерство во времења на сериозни безбедносни и да речам технолошки предизвици во Европа, па и пошироко. И она што е важно да се истакне дека многу е важно да жените се вклучени во носењето одлуки, да бидат вклучени на сите нивоа, во сите процеси. Впрочем, и оваа конференција целта е да се зголеми или надгради регионалната соработка која што веќе ја имаме.